Добар ден. Април ни го носи не само убавото време, туку и пролетта на македонската книжевна сцена. Неделава ќе биде доделена престижната награда Роман на годината на Утрински весник. Следната недела се одржува сајмот на книгата. Низ случувања кои што не инспирираат да се запрашаме дали Марк Твен бил во право кога вели оној кој што чита лоши книги не е во никаква предност пред оној што не знае воопшто да ги чита, или со други зборови, пренесено на локално ниво, дали македонската читателска публика знае да препознае што е тоа добра книга и да ја вреднува. Токму за тоа зборуваме денеска во Зебра. И стандардно, како и секоја недела, за вас и за вашите коментари ги оставаме отворени нашите профили на Facebook, на YouTube, на Twitter и се разбира на нашата страна zebraonline.mk. Наши денешни гости се Игор Исаковски од издавачката куќа Блесок и Бојан Саздов од издавачката куќа 3. Добро дојдовте во Зебра. Како што најави Маја, во текот на следната недела почнува саемот на книга кој по правило привлекува посетители од целата држава. И некако целата сцена генерално личи како сите едвај да ги дочекале тие неколку денови на промотивни цени. Каков е интензитетот на продажба, на промоција на книгите во текот на целата година, не само на овие неколку денови на саемот за книга? Може би Бојан подобро ќе знае да каже, бидејќи Блесок после голема пауза сега се враќа на саем на книга со свој штанд. Имаше икс што логистички, што етички причини да не бидеме присутни на саем. Оваа година понудата е окей што се однесува до тоа како финансиски треба да го покриеме нашиот штанд. Но јас го делам вашиот впечаток дека поголемиот дел од читателската публика како само саемот да го чека за да земе книги по, да кажем, прилично пониски цени. Па на сајмот дефилираат околу 50 луѓе секоја година во тие 5 српски денови и таа бројка е за нас фасцинантна. И затоа тоа не тера секоја година нашата саемска програма да биде со оригинални наслови, со нови наслови и да имаме еден убав концепт кој што ќе ги задоволи сите што ќе дојдат. Дали Зашто тие што доаѓаат сакаат да искусат и мислам секој сака да купи книга по намалена цена, и тоа сакаат и да доживеат нешто плюс, да сретнат некој автор, да се запознаат, да добијат посвета. Блесок никогаш не правил таква математика дека книгата мора да се продаде во, не знам, икс стотици примероци по секоја цена за да ги покрие трошоците. Јас работам на тоа обично книгите да бидат од таа страна барем покриени уште пред да влезат во продукција, во смисла дека прво самиот избор за мене значи дека сум полабав, не морам да правам ништо што е комерцијално условно кажано, заради тоа што мене секогаш феноменолошки ми била интересна логиката на толпата, но никогаш не сум имал желба да и се приклучам или пак да ги задоволувам незините желби и потреби. Без желба значи никога да никогаш не потценувам. правите компромиси во однос на изборот? Па за среќа во последниве 16-17 години колку што Блесок постои не морав да направам ни еден компромис, што кажува нешто и за не само за мојот начин на работа, туку и за тоа дека секоја добра книга навистина ќе стигне до својот читател, иако ние не објавуваме, фала Богу, бестселери, не објавуваме прирачници, помогни си сам и така натаму, објавуваме она во кое што јас и еден тим од луѓе со кои што соработувам веруваме во смисла дека тие книги имаат исклучително високи книжевни вредности и со двете раце ги потпишувам и преводите и уредувањето, лектурата, коректурата и така натаму, што се многу битни моменти, можеби ќе ги разговараме малку подоцна во текот на оваа емисија. Дека за прв пат последнава година се развива една вистинска книжевна полемика во јавноста околу книги кои што еве вие ги нарекувате комерцијални или бестселери. Вашето искуство во Трие веќе јас ако не се лажам, прв пат се печати покрај на Венко книгите, издание на македонски автор во колку? Во 5 изданија, пето издание на Коста Петров, на Дарко Лешовски книгата. Јас не сум слушнала до сега луѓе да полемизираат околу тоа дали е поезијата добра или не е добра. И во тој контекст ве прашувам дали повторно не сметате дека и дури комерцијалните книги, бестселерите и поезијата која што до сега немала допир таков кон јавноста е сепак подобро од некое ништо, како што го спомне Маја во почетокот на
Па, јас ги сметам овие, што вие ги нарекувате полемики, на некој начин се тоа зрнца за некои книжевни полемики. Зошто велам така? Заради тоа што за книжевна полемика треба сите вклучени во таа книжевна полемика прво да бидат добро подготвени за тоа. Не зборувам сега за тоа дека ние субјективно ги доживуваме книгите, како и секоја уметност, впрочем, но при полемизирањето мораме да ја сослушаме и другата страна и мораме да имаме многу цврсти пред себе изградени аргументи. Смислата на тоа дека некој може да каже ми се допаѓа или не ми се допаѓа сосема е вред, оправдана, но ако веќе влегуваме во полемика, тогаш треба да образложиме. Тоа е вистинската полемика. Јас не бев многу ангажиран околу тоа да ги исчитам сите условно кажано полемики, пак ќе речам, бидејќи некои луѓе се јавија со обиди да имаат полемики, кои што понатаму се сведува на тоа каков бил авторот или каков бил издавачот и така натаму, што е многу далеко од тоа каква е книгата. Ако одиме така, тогаш тоа е еден бихевиористички пристап кој што никому ништо добро нема да му донесе на почеток на 21 век. Иако веќе не сме толку на почеток. Да. Сакам да кажам, во споредба со светски познати книжевни полемики, македонски познати книжевни полемики кои што ги нема веќе добри 40 на години, отприлика 35-6 години. Ова е, го сметам за некој зародиш, нешто што можеби ќе донесе до нешто подобро. Добро е книгите да се објавуваат во X тиражи, ако се тоа навистина вистински тиражи, значи да се отпечатат сега 500, колку што е во принцип нашата македонска цифра за објавување на некое дело, па да се отпечата за година, 2, 500 уште и така натаму. Некои автори продаваат повеќе, некои автори продаваат помалку, а некои автори за жал мислат дека ако кажат дека продале повеќе, дека се со самото тоа добри автори, што исто така е мед со две острици, да не кажам нешто. Бојан, вашето искуство? Наше искуство и она што го гледаме сега дека се случи дека има еден нов бран на македонски автори и на нова, можеби не е нова публика, меѓутоа публика што се интересира за македонскиот писател и за популарниот роман и дури поезијата, која што беше до скоро беше можеби мртва. Тоа е интересно за нас како издавачи дека не сме го доживеле до сега. Секогаш беше странскиот автор многу попродаван од локалниот. А тоа мислам дека никаде во светот не се случува. Секаде мислам оние локални писатели се и на цена и доста читани. И нас не радува што е тоа така. Значи дека има интерес за локалната, луѓе да сакаат да прочитаат нешто од и од секоја сфера, секако не зборувам тука само за романот. Пример е Коста Петров со неговото искуство кое што може да се земе како да речеме некој бизнис прирачник или популарна психологија можеби, и има од тогаш забележано многу поголем тренд на луѓе кои што се осмелуваат да напишат нешто, кои што сметаат дека имаат што да напишат и сметаат дека има кој да ги прочита, затоа што според овие примери, да, има луѓе кои што се интересираат. Во 2008 во Хрватска се случи еден своевиден книжевен скандал кога старлетата Нивес Целзиус доживеа 150.000 примероци на незината книга Гола вистина и потоа кога книжевното здружение во Истра одби да ја додели книжевната награда, всушност целиот случај заврши пред Општинскиот суд во Пула, па беа принудени. Зборуваме за Хрватска која што има многу посериозна книжевна сцена и по-сериозни читателски навики од нашите. Дали всушност форсирање на било каква литература по секоја цена води кон нешто добро? Дали мора сепак да се кокетира со тие комерцијални имиња? Конкретно во 3 имам чувство дека дали е тоа нужна економска логика? Од една страна на вашите полици може да се најде врвни дела како оние на Мишел Уелбек, но исто така и оние од типот Калугерот што го продал своето Ферари и така натаму. Дали е тоа нужна економска логика за да се опстои? Ние сакаме да допреме до поголем дел читателска публика. Тие што сакаат да го прочитаат Уелбек, ќе го прочитаат Уелбек и ние сакаме да го понудиме. Меѓутоа не се ограничуваме само на одреден тип на литература. Ние сакаме да допреме до таа постоечка читателска публика, меѓутоа и да регрутираме нови читатели со самата наша продукција. И мислам дека овие автори, да речеме популарни и високотиражни, само ќе помогнат за
созревање на читателска публика. Полека да се гради, да се работи на публиката. Еден ден ќе имаме, како што велите, и публика како што има Хрватска. Јас не се согласувам со вас двајца. Не се согласувам прво за тоа дека публиката ќе би се градела со тоа што ќе им се понуди нешто што во мој очи е шунт или да го наречеме полесна литература. Тоа за мене значи уметнички невредна. Едноставно, ако човек почне да се учи да чекори, треба да се учи да чекори во добри удобни чевли и на добра удобна подлога. Така што ако го ставите да чекори по камчиња, после тоа нормално во текот на животот може таа непријатност да ја чувствува понатаму. Исто така не се согласувам дека хрватската книжевна сцена е посериозна или хрватската читателска публика е посериозна или има посериозни читателски навики од македонската. Многу долго време сум поминувал во Хрватска и како издавач, и како преведувач, и како автор. Тие навистина знаат да направат убави настани, имаат и убави фестивали, имаат исто така интересен сајм на книга. Како да ја натераме македонската публика да се сврти кон квалитетното? Има ли начин, оно што вели Бојан, да се едуцира она, да почне да чита, но да се пренасочи подоцна кон квалитетна литература? Јас не би ја подценувал публиката на тој начин дека публиката треба да се едуцира. Ние немаме неедуцирана публика. Ние имаме луѓе кои што едноставно посегаат по она што им е инстинктивно, значи консумерски, и посегаат по она што им е повеќе понудено, значи она што е повеќе рекламирано. Такви се и светските трендови, еве на листите на Амазон, Инферно е нели на првото место, долги недели, да не речам месеци, една шунт книга 50 нијанси сиво го дрмаше светот. Па именно баш за тоа изборувам, значи не е само македонската публика, условно како што ви би сакале да кажете или може би ја погрешно сваќам, ама не е едуцирана. Тоа е глобален тренд. Едноставно тренд е да се форсира нешто што е полесна литература. А приземно е тоа, тоа е бедно. Во суштина гревата хартијата потрошена на тоа. Но од една страна книгата се повеќе станува масовен продукт во смисла дека треба да се продаде во што поголем тираж. И од тоа, дај Боже, нели, да се филмува и така натаму. Вистинските добри книги не мора по секоја цена да бидат филмувани. Дури, од друга страна, и сведоци сме за некои филмови дека се многу подобри од своите изворници, книжевни изворници. Но, да се вратиме на темава. Публиката, најчесто најголемиот дел од публиката, без никакво подценување, фала Богу, и ние спаѓаме во тоа, дека посегаме по она што ни е ставено пред нос, она што најмногу ни се рекламира. Она за што се дига джева. Нашата работа од една страна како издавачи и вашата работа од друга страна како новинари во медиуми е да поставиме некои граници. Заради што се дига джева, бидејќи од тој шунт, од тој жолт печат кој што сегде распространет веќе, од таа глад за скандал, за црна хроника, вести, така натаму, од сите тие гадоти на кои што луѓето обкружени со толку многу дразби сепак полесно реагираат на такви грозни работи отколку на убави работи, што е жално. Но ние мораме од наша страна, секој за себе и секој во своите можности, фала Богу, да влијаеме на тоа, да кажеме, да, се дига джева за таа книга, ама нема да објавиме во лик денеска за 50 нијанси сино сиво во Нова Македонија, бидејќи лик е нешто што постои имено 40 и кусур години. Јас на тој лик сум израснал. Значи, тоа е дел од моето книжевно образование. Понатаму ќе кажеме, вред се дигнала джева околу таа книга заради тоа што било спомнато тоа и тоа, условно кажано, светски заговори, вакви организации и така натаму. Но тоа не значи дека таа книга е интересна како книжевно четиво. Конкретно Кодот на Да Винчи е еден интересен трилер, ништо повеќе од тоа. Но се продае во, не знам, X милиони, десетици милиони примероци, е продукт, всушност, на целата оваа джева, што медиумите гладни за петпарачки новости ја создаваат и таа спирала постојано врти внатре во себе. Тоа е еден проклет ѓаволски круг. И Блесок, заради тој ви реков, без никакво подценување, фала Богу, секој има право на свој избор, но Блесок избра никогаш да не работи такви работи. Значи, сите книги што сме ги објавиле се со вистинска висока книжевна вредност и да се надоврзам на тоа дека поезијата била мртва. За малку ќе опсуев, поезијата не е мртва. Прво, поезијата е суштината на јазикот. Без поезија, дали оригинална, дали во превод,
во добар превод, фала Богу, вие не можете да мислите на тоа дека јазикот како фундус ќе се збогатува. Тоа е суштинска работа. Затоа Блесок поголемиот дел, процентуално поголемиот дел од својата продукција го посветува баш на поезија. Иако знам јас дека е некомерцијално. Иако јас знам дека на 100 максимум 200 луѓе ќе ги прочитаат тие книги. Но за тие 100-200 луѓе навистина вреди. Заради тоа што тие 100-200 луѓе утре на нив ќе се додат уште 10 и 20. Ние овдека работиме со мали цифри. Но тие цифри се навистина суштински. Затоа што ако денес имаме 150 читатели на таа добра поезија, утре ако имаме 165, тоа е супер. Ние за 10 години ќе имаме 500. Вистина. И натаму одиме. Ирена Јорданова и Катерина Колозова се две македонски авторки чии книги во електронска форма преку Амазон успеа да ја надминат, односно да ги урнат на некој начин границите, локални граници на македонската книжевна сфера и сосема добро да се позиционираат во светската книжевност. Дали овие нови трендови, технолошки трендови, го загрозуваат традиционалното издаваштво и како вие се обидувате, можеби да патите чекор со... Па кај нас тој тренд се уште не се чувствува, затоа што ние сме многу далеко од тоа. Кај нас е многу мал бројот на објавени електронски книги, дури не знам каква е ситуацијата во моментов, ама знам дека ни еден сајт на интернет не работи комерцијално со... Или? Да не те прекинувам. И знаеме дека во светски рамки тоа е тренд и само издаваштвото и слично, а тоа е отворено за сите. Оној кој што смета дека може дека има нешто да понуди, го нуди и го користи интернетот за тоа. Наша работа како издавачи е да бидеме филтер на сите тие работи што се пишуваат и да го одбереме она што мислиме дека е вредно и што мислиме дека се совпаѓа со она што ние сакаме да го објавиме, да го представиме. И на тој начин си имаме една читателска публика која што не следи константно. И нашата во моментов читателска публика е прилично голема затоа што ги задоволуваме вкусовите на повеќето луѓе, независно дали се работи за шунт литература или слично. Нашата идеја е дека приказна треба да постои во такви изданија и дека не треба да се чека луѓе да гледаат само филмови да се сведе на да заборават практично да читаат еден ден. А инаку паралелно со тоа секогаш работиме и на презентирање на таа квалитетна литература која што е столб секако на изворната оригинална книжевност македонска и на продукцијата сметам дека продукцијата на секој издавач треба да има една таква линија која што ти ги представува ние вистински книжевни дела. Може ли да се заработи од пишувањето? И кај нас за во странство во ред немаме Па не може да се збогате од пишувањето, меѓутоа може да се заработи секако. Мислам дека нашиот пазар е премногу мал и нашата економска ситуација е многу во моментов многу лоша, затоа што книгите ретко достигнуваат цена повисока од 3 од 4 евра. Што ако споредите со која била друга држава во регионот, да не зборувам за подалеку, ќе сватите дека е неразумно пониска. Како за споредба книгите во Хрватска се сигурно 5 до 6 пати повисоки. А реално трошоците за изработка на книгите се слични. Игор, сакаше да се надоврза? Да, прво да се вратиме на господјове девојкиве кои што направија Ирена Јорданова пред отприлика 7-8 месеци, ако се сеќавам добро, а Кате Колозова пред отприлика месец, 2-3 недели, точно не знам јас. И мене ми е драго што тие книги се таму барани. А особено што книгата на Катерина Колозова е филозофска книга. Значи, тој показ само дека има публика, работата е како да се стигне до таа публика. Што рече Бојан дека не знае дека некој издавач работи комерцијално со електронски книги, blesok.shop.mk има во моментов околу 470 наслови електронски книги, кои што се вкупно на нешто повеќе од 30 јазици, од кои што отприлика половината се на македонски јазик. И тие книги се продаваат по цена од 99 центи од евро, односно 61 денар. Се надевам дека никој нема да свати ова како реклама, само ги кажувам фактите. Ги симнуваат ли Да, ги симнуваат. Македонски граѓани?
не само македонски граѓани. Ги симнуваат луѓе од цел свет, ама ги симнуваат и македонски граѓани. Сакам да кажам дека намерно е цената толку ниска за да допреме до што е можно поголем број читатели. Од друга страна, зборувајќи за тоа дека ние сме далеко од трендовите, искрено да ви кажам, мене ми преку глава тоа дека сме ние нешто постојано далеко, па ние сме нешто заостанати. Едноставно не сакам да го прифатам тој момент на себе подценување. Ние не сме далеко, ние не сме заостанати. Блесок како списание постои од 98 година. Тоа е првото списание електронско во Европа што и ден денеска постои. Значи во 98 година да ги проверите сите регистри слободно, ќе видите дека не постои електронско списание за книжевност, за уметност. Кога Блесок се создава. Така што можеби делувам или звучам радикално, но цврсто сум убеден дека имаме прво што да понудиме како квалитет. Второ, не сметам дека ние сме заостанати, напротив, од нас четворица овдека, се кладам дека сите четворици имаме смарт телефони. Да не зборам дека овдека има еден таблет у моментов и таму позади во режија, освен тоа што има опрема, нели, студиска, компјутери студиски и така натаму, сигурно има уште еден-два лаптопи кај што фрчат сега твитери, фејсбуци и така натаму. Значи, ние не сме нигде далеку, ние не сме нигде заостанати. Ние имаме пристап до технологија, кој што е, фала Богу, ефтина на светско ниво. Имаме пристап до интернет, кој што е, фала Богу, веќе со пристојни и прифатливи цени. Ни кажаа пред да почне емисија, 67% од гледачите на онлайн изданието го следат изданието на мобилни телефони. Така што зацкривањето за тоа дека ние не сме технолошки подготвени за електронски книги и за електронски изданија е оправдување. Само оправдување, да. Какви се вашите очекувања од предстојниот сајм? За крај. Па за почеток очекуваме добра посетеност. И се надеваме на добра посетеност. Барем да се повторат бројките од минатата година, да има секако и некој раст во тој поглед, затоа што многу не значи да сајмот да се развива од година во година, а едно време имаше тенденција на пораст, на пат и сметавме дека како манифестација со тек на време дека можеби ќе згасне. Меѓутоа не е така. Сега за сега бројките се солидни, интересот е голем и мислам дека најголемиот број издавачи остварува добра продажба во тие денови. Игор, кога велите очекувам достоинствено издание на сајмот, на што конкретно мислите? Па, јас искрено да ви кажам, толку пати сум бил, па не ми се допаднало што престанав да одам на сајм. Во 2012 бев заради тоа што бев само на еден ден заради тоа што не бев тука. Кога се вратев имаше една промоција со која што Блесок беше поврзан, еден од нашите автори, Ренато Балетич, промовираше роман во наши организација на Традуки. Предходните изданија што ги имам видено, тоа беа изданија на сајм кој што личеше на панеѓор, значи соседни штандови се надгласуваат со музика, фрчат од секаде балони, тоа се некои страобално шарени платна, тоа се изјави по медиуми дека одреден автор подпишал 400 книги во рек од 2 сати, мислам, октопот ли е човеков. Дека се продале 200.000 вкупно наслови кај еден издавач. Мислам, колку каси имаат они, дали се они Веро некој Тинекс, па тоа да го штампа. Зборам за такви фокус на ефтини моменти кои што го тргаат вниманието, кој што би требало да биде насочено вистински кон книгите, кон книжевните вредности на крајот на криштата. Овој сајм не е само за продажба, овој сајм е за да секој издавач ги промовира најдобрите своји изданија. Јас барем така го сваќам. Блесок никогаш не брзал, нели, сега доаѓа сајм, па паника, мораме да ги издадеме овие книги. Тие книги ќе излезат и до година ако треба. Тие книги се такви книги што не бркаат ништо конкретно. Не им поминува времето. Да, не се тие некои книги кои што сега се во жижа, а утре ќе ги заборават. Тие се книги што траат. Само пред крајот на емисијата да посветиме неколку минути за прашањата кои што ги добиваме преку Твитер. Според кои критериуми се издаваат новите книги освен парите
И она што и пред малку Игор го спомнавте, колку внимание се посветува на тоа како е спакувана книгата, на каков тип на хартија, каков превод е направен, редактурата дали, затоа што ние константно гледаме дека има луѓе кои што се подпишани како редактори и лектори, меѓутоа кога ќе отворите книгата не е баш. Обрнуваме исклучително многу внимание прво на самиот текст. Самиот текст поминува 4 филтри. Значи четворица луѓе го поминуваат, уредуваат, редактираат пред да дојде до моментот да влезе во печат. Хартијата е, фала Богу, секогаш квалитетна и кориците се квалитетни. Ние, за жал, не работиме со такви буџети за да можеме на овој пазар да одиме со издание во тврда подврска. Бидејќи тоа многу малку во суштина од печатниците го нудат и таа цена е во принцип секогаш многу висока, затоа што подразбира други дополнителни технички трошоци, значи шиење, лепење, подврзување, тврд повес и така натаму. Но исто така не би се посрамиле пред ниедно од изданијата во смисла на квалитетот на хартијата, на дизајнот на корицата и фала Богу и најважно од се на она што е внатре. Значи лектура и коректура се задолжителни. Преведувачките во најголем број од случаите на Блесок се исклучително посветени личности на својата работа. Го знаат јазикот од кој што преведуваат и одлично го знаат јазикот на кој што преведуваат. Преведуваат од оригиналниот јазик на кој што е напишана книгата, значи не од српски и од хрватски. Не, посредни преводи досега се случиле од овие наши, да кажем, околу 150 изданија, се случиле на 2 или 3 пати во случаи кога сме имале јазици од кои што не сме можеле да најдеме превод. Зборам тука за хеврејски, зборувам за такви јазици, зборувам за холандски во времето кога јас не успеав да најдам добар преведувач или преведувач од холандски, па нешто се преведе од англиски. И тоа е напишано таму, стои. Стои од кој јазик, дека е направен од англиската книга. Значи таа книга и како англиско издание се појавила. И тоа се, значи, 3 од 160 наслови кои што не се преведени од изворникот. И тоа стои, во секоја книга стои, значи стои копирајтот на крајот на криштата. Ние за секоја книга плаќаме лиценца. Имаме склучено договори со носители на авторски права, дали се автори или агенции, се едно. Стои кој го превел тоа, стои од кој јазик, стои наслов на оригинал, која година е издадено. Сите податоци се таму. Ние ништо не работиме скришно и го почитуваме законот во смисла дека на секоја книга наведуваме тираж на печатење. Бидејќи тоа е дел од законот, а повеќето од моите колеги и така наречени колеги издавачи не го прават тоа. Едноставно тираж не постои. Околу купувањето на авторските права, знам дека вие како издавачка куќа секоја година редовно одите во Франкфурт на најголемиот светски саем на издаваштво, дури една година бевте и комесари на Македонија. Дали секоја сериозна издавачка куќа мора да биде присутна во Франкфурт на тие претходно закажани средби со агенти за да може да продаде македонски производ и да обезбеди нели соодветни права за купување на одредени дела на македонски пазар, за македонскиот пазар? Не е тоа задолжително затоа што таму се остваруваат само лични контакти кои инаку преку годината се постваруваат преку интернет. Таму се остваруваат многу поголеми сделки, ние како држава и како пазар дури имаме чувство секогаш дека не сме интересни, дека само последното време од денот го посетуваат за нас и не гледаат воопшто со некој посебен интерес. Не сакаат да ни продадат затоа што знаат дека не можат нешто многу да продадат и нешто многу да се офајдат тука. Да. Јазикот ограничува. Ретко кога се продаваат повеќе од тие книги што се покриени со авансите што ги плаќаме. Инаку обратното, да се продадат книги наши македонски изданија во Франкфурт е невозможна мисија и ние се обидовме, се откажавме. Ако има некој ентузијаст, јавно го повикуваме. Да, но тоа се добри обиди. Ние мораме да се обидуваме нашите автори да ги пласираме надвор. Не мора да станува збор за никакви високи цифри на крајот на криштата. Дури јас се ценкам со странските носители на авторските права, им кажувам, тиражот е мал, пазарот е мал, автоматски добивате мала сума, но бидете сигурни дека ќе имате книга од која што никој нема да се посрами, напротив. Ќе бидете објавени на македонски по сите добри параметри. Игор Бојан, ви благодариме што бевте дел од Зебра, онака како што ја најавив и на мојот Facebook профил, ова е една од нашите омилени теми. Ви благодариме што не гледавте. Поздрав! Хвала.